Стар банкомат, неупотребуван и покриен со прав таложен 6 години. Остаток од пломба ставена од Народната банка. Ознаки на веќе згаснатата Евростандард. Зградата и поранешното седиште на банката сега се во сопственост и владение на Фондот за осигурување на депозити, кој ги исплаќаше сите депозити под 30.000 евра по затворањето на Евростандард. Во таква состојба зградата го дочека обвинението за пропаѓање на банката, поднесено од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција против сопствениците Трифун Костовски, неговиот син Коста Костовски и поранешните менаџери на банката Николче Петковски и Зора Николовски. Обвинети се за предизвикување на стечај и за несовесно работење во службата, а штетата според обвинителството е околу 27 милиони евра. Телма телефонски контактираше со сопственикот Трифун Костовски, кој вели дека неговиот правен тим ги анализира извештаите за случајот, бидејќи се уште официјално не им е доставен обвинителниот акт. Костовски најави дека по проучувањето на обвинението ќе се обрати до јавноста. Имаме сомнеж за висината на сумата спомната во известувањето на обвинителството. Обвинителството се откажа од гонење на делото перење пари и тоа значи дека случајот треба да биде предаден на основното обвинителство. Но не е. Тоа е многу чудно. Подготвуваме и пријава за стечајниот управник бидејќи го водеше стечајот без лиценца за стечај на банки. Стечајот се уште трае, а исплатени се над 99% од долговите и останува стечајна маса. Случајот сега е во суд каде треба да се одобри обвинителниот акт. Од друга страна, обвинителството не одговори што ќе се прави со фирмите кои без покритие и залог добивале големи кредити од Евростандард и не ги враќале. Фирмите доверители биле македонски, но потоа со се долгот биле препродавани на други фирми кои биле во сопственост на лица, најмногу од Косово, со живеалишта во Тетовско-гостиварскиот регион. Тие лица не можеле да бидат лоцирани ниту во Македонија, ниту во Косово, велат за Телма од истражните органи во Скопје кои работеле на случајот Евростандард.